ти си еден од ракометарите кои што може да се пофалат дека имаат победа на Барселона. И имаме денеска еден тон теми кои што сакам да те прашам, затоа што тоа мало катче за ракомет што го држиме тука по моја вина, си донеси и публика за ракомет која што од време на време очекува да слушне нешто. Така да имаме многу што збориме, но морам да го адресирам слонот во совата. Значи ти си човекот што ја победи Барселона, па сакам да ми кажеш како изгледаше тој ден од почеток до крај. Човекот што ја победи Барселона. Не бев ја човекот што ја победи Барселона, бевме екипата што ја победи Барселона. Морам тоа да го нагласам, секогаш сум го нагласувал тимот како тим. Пошто тој тим ако не работи како еден во секој ден да се спрема за секоја утакмица, не може никого да победи. Тоа е прво. Колку пати во Ваљадолид вака во историјата има победа на Барселона до сега? Имате ли некоја бројка таква? Не сум, и колку дали воопшто се случува тоа? Мислам дека досега се немаше случајно, беше прв пат. Знам дека годината пред да подпишам јас, Ваљадолид изгуби, беше нерешено и на завршена утакмица Палмарсон даде преку блок гол од фаул за победа од една разлика во Ваљадолид. Значи Палмарсон даде Хансен гол. Да. И тие ги викаат Хансен гол. И добро сега. Тој ден како изгледаше нормален ден. Се спремаш исто како за секоја утакмица. Си викаш одам да го дам најдоброто. Значи одиме да уживаме. Да, не секогаш можеш ти да играш со Барселона утакмица посебно пред твоја публика и да играш со тие играчи Дикамем, Јанс, Макуци, да не ги набројам сите, Емил Нилсен и ама екипата се спремаше како за сите утакмици, дали е Барса, дали е Логронјо, дали е Бидасоирун, исти се тие екипи, пошто спремањето е исто, пошто во таа лига е доказ е веќе 2-3 години, откога сум таму, дека секој секого може да победи. И никогаш во ниеден момент не можеш да планираш бодој, ние можеме да го тепаме овај, ваму не можеш да планираш бодој, пошто најсигурната утакмица можеш да изгубиш и најнесигурната можеш да ја добиеш. Што викаш, нема шанса Барса да ја победиш, ама има шанса да Барса да ја победиш. Добро, најаките лиги, најаките првенства се карактеризираат точно со таа неизвестност. Значи нема таков драстична разлика во квалитет помеѓу екипите, се работи за нијанси, за едноставно посветеност. Точно, ако ја тргнеме Барса, што сите знаеме која е Барса, значи од вториот до последниот барем некој некаде има изгубено, што може за македонска јавност е неочекувано, ама во Шпанија е најнормално, пошто што кажуваш ти, нели, тој квалитет е многу близок, кај што ние бевме во борба за Европа ова сезона, кај што вториот со шестиот има бодовна разлика од 4 бода. Добро, ајде да видиме, значи најнормално се припремате како и за секоја останат надпревар. Буквално. Ништо посебно почнува надпреварот и како се движи резултатот. Значи кога сваќате дека утакмица оствари, ние влеговме со таа тактика дека ние мора Барса да ја смириме, да не ја дозволиме на таа брза игра и дека доколку не го научиш ти судијата на твојот момент дека ти ќе се влечиш по теренот и ако ти дозволи може да го правиш тоа, кај што тебе ти дале гол, па сега голманот полека ќе ја дај топка. Што се нормални сегменти, нормален дел од тактиката и припрема на една утакмица. Не можеме никој да вистам во светот дека нема што може да ја претрча таа Барселона. Да. Утакмицата почна, не можам да кажам фуриозно, ама баш ми беше мило што таа утакмица се врати капитенот на екипата што е голман, имаше повреда на преден вкрстен лигамент. И после долг временски период, нели, се врати и му беше прва утакмица што ја бранеше, нели, на првенствена. Тој таа утакмица изигра од 1 до 10 15. Значи пенали, контри, зицери, се. Што е тој моментум кај што треба се да се поклопи за мозаикот да види тој си ја победил Барселона. Како беше на полувреме резултат? На полувреме беше, мислам, 15-10. 5 разлика за нас. За вас? 5 разлика за нас, кај што, пак ќе ти кажам, нашиот голман бранел, Емил Нилсен може имаше 1 или 2 или 3 одбрани максимум. И имаше, не знам, некој нормално дека треба да имаш среќа. Значи тој гол, мојот крило,
Не, добро, мислам дека се работи за многу повеќе од среќа, значи точно среќата е треба да те прати компонента. точно, ама моментот и тактиката во напад и во одбрана што ние сме ја спремале, сме ја дале на 120%. Они мислам дека влегува малку нормално. Опуштено, ама не излезе како они што сакаат. Кај што ние може статистички сум ја изгледал и утакмицата и статистиката кај што во второ полувреме Винсент Жерард има 50% на одбраните удари. Да. Што не може да кажеш не фати голман, а во второ фатил 50%, што е преголем процент. Да. Ама не посака тој ден и на крајот славевме. Прво во еден момент ја победуваш Барселона и застануваш и викаш чекај бе, стварно е. Сигурно не е проложенија, пенали, нема нешто, прво беше несигурна екипата. Стварно се деси. Значи, јас морам да кажам, не славиш нормално како што си победил утакмица, славиш уплашено, чекај бе што направивме. Да, не ти е верно уште. Не ти е верно, ама не знам, мене да не испадни сега, ние со Металург победивме Вардар. И освоивме куп, што тој Металург и тој Вардар не можевме да се споредиме, бевме млади деца, во некоја криза финансиска што беше клубот. Во длабоко финансиска, не некоја, да беше да не бидиме толку ригорозни, но таа е вистина, да сите знаеме. Кај што во таа екипа пак беа плејада на звезди во Вардар. Ама секогаш се дешавале некои такви чуда, посебно кај мене досега во животот, па и јас верував во тоа. Верував во тоа кај што кога правев моабет со тренерот, пред да се договараме, јас имам аудио војска што му викам, јас кога ќе дојдам во овие 3 години сакам еднаш Барса да тепам, јас идам за тоа. Мене таа ми е целта. Знаеме дека не можеме да сме шампиони, иако сакам. Значи таков играч сум и сакам да се борам за највисока цел, таа тензија, дај Боже да се врати и публиката Шпанија на трибини како што е барем на 50% од Македонија. Што таму го нема тој жар да ти свика некој многу ретко. Дури после таков момент, да кажеме, како победа против Барселона, мислам, тоа е еуфорија, да кажеме, што трае неколку дена таму и после тоа пак се после тоа е нормален ден кај што ти се спремаш, ако си играл во среда, во сабота играш нова утакмица. Каков беше импактот? Јас мислам, штом до мене стигна тоа, што одамна веќе не ја пратам активно, да кажеме, ракоме сцената ниво Македонија во странство уште помалце, значи штом до мене стигна, седам рандом на телефонот, ми излегува вест, нели, 24 ракомет, мислам дека тоа е единствениот портал што ве прати и вас интернационалците. Можам да кажам дека да. Да, на друго место стварно немам сретнато за тебе или за сите луѓе што стои на страна. Ништо, никаква информација. Порталот и јави се Јужна, понекогаш има нели на Голино е, но 98% од случаевите е тимот на 24 ракомет. Да. На 24 ракомет ми излегува Ваљадолид, ја победи Барселона. Чекај бе, викам, ова Дим има нешто некоја глупост направена. Се смеам сега, пошто вака кој ќе го вратам филмот, ние имаме група другарчиња што се дружиме, ако ти текну Александар Гугледа што играше во Металург. И сега, нели, завршени со ракомет, ама пак се дружиме оние видео игри, Call of Duty глупости. Редовно, значи пред утакмица сакам еден сат да се исклучам скрос и изиграш малку видео игри и бегаш. Да. Нели, спремиш ручек, оно да одмориш и ајде ми вика, среќна на утакмица, нема да гледаме, знаеме наш резултат. Изигране, да. Добро, знаеш, јас се смеам. Што реалноста е таа, секогаш ти очекуваш дека Барса е многу посупериорна. И имаме група на Вибер, повеќе што се дружиме и јас звонам на камера. А они сите на работа. Кој излезен, кој ваму, кој таму. Абе викам, на здравие, шо е работа? Вика, не те слушам, пиши ми, не знам што се дешава. Абе викам, Барса е тебе, дај бе, вика, не ме заебавај, работам. Утре се зафркаваме. И после тоа ми звони Обрадович, Немања, пошто и он е со нас. Он не крена на колот. Како ми вика? Брат му викам, како сега да ме прашаш? Не знам.
Арно, ама ја тепавме. Ми вика пензионирајте се, готово. Готово, тоа е Готово, тоа. вика завршете, не играме до крај. Ама знаеш како моментот може би никој не очекуваше, ама ти си се спремал исто. И не си избегнал, не си направил остапка. Ќе одмориме сега овие 2-3 тренинга, играме со Барса и се спремаме за наредна после Барса. Не. Него се работи. И се работи и премногу на тие детали и видеа и се кај што не знам, сум имал среќа да работам со тој тренер и во Вардар, сум го гледал како работи со тие звезди и како работи со нас. Постапката е иста. Значи, он си има некој концепт кај што припремата на утакмица е таја и само така може да успеха. Повторување на тренинг, што е тренинг и на утакмица е тој финален испит од цела недела, нели ти си учил, финален испит е утакмицата. И многу недели такви водат кон прогрес и кон вакво изненадување, да кажеме, што викаш ти, нели, многу го гледаат како изненадување, нормалниот свет го гледа како изненадување. Вие вас што бевте таму не ви изненади многу, затоа што едноставно сваќате дека доаѓаат такви Имавме моменти. одговор на се тој ден. Што можеби други утакмици ни фалело нешто во одбрана, во напад. Тој ден имавме одговор за се и точно, значи се веруваше во таа тактика тренерска, во екипата, значи сега можеби звучи глупо, ама ти имаш задача и ако си крило, и ако си бек, да го завршиш нападот со шут. Да нема изгубена топка. Ако е пасивна, шутни, за да нема директна транзиција на Барселона, пошто знаеме каква е Барса. И екипата се држеше стрикно до тој момент. Што вика, нема проблем, промаши, нека нема изгубена топка. Кај што некој ти рече, како да скокнам да промашам? Нема фагол, има шагол. Значи таа е насока од тренер. Мора да испоштуваш за на крајот екипата еве да слави. Пошто тие одредени детали, сите заедно. Да, тоа е интересно. Значи, тоа е како размислување е многу интересно, зашто да, буквално секоја изгубена топка е практично како да им ја даваш во рака и тоа е гол. Значи, добра препорака можам да кажам, тренерот си ја завршил работата многу добро. Да, ама имаш моменти кај што има некој играч здрав, кај што нема да те речи, зошто јас да скокнам од толку мал лагол, пример десно крило, лево крило. Јас не можам гол да дам или ќе ми ја фати, владај тој страв, зошто да ми ја фати па да ме извад? Не, него го следиш тоа, пошто ти си го работел нештото и на тренинг. Да, тој страв од да промашиш, да бидеш сменет, да бидеш второ крило или втор бек или втора постава и така натаму, тоа е реален страв, да кажеме, во секоја екипа. Сега, ако тренерот ти ги одврзе рацете, ти ја даде таа слобода, ти каже, значи само напред, ме разбираш, играш со многу појак противник, ќе немаш многу прилики да бираш позиции, само напред. Морам да кажам дека во сите екипи во Шпанија нема прво, второ крило, прв бек, втор бек. Значи минутажата секогаш е поделена. Значи јас 3 сезони играм, ние играме или 15-15 или 10-10, па влегуваш пак тој 10. Сериозно? Секогаш е таа минутажа поделена, секој има своја улога, дали во тие твои 10-15 минути ти играш подобро 5-1 одбрана од другиот. Ти ќе играш на 5-1, па после има ротација, следната ние ќе врати 6-0, што е пак дел од стратегија и од тактика за секоја екипа. Значи јас ако можам од тебе да го извадам најдоброто, јас ќе користам за тоа. Не, пример, добро, тоа кај нас не е така. Значи кај нас имаме прва и втора постава, се уште го имаме тоа. Значи се уште го има тоа, а таму нема, значи се дешавало утакмици кај што сум почнал јас, кај што почнал другиот, кај што 15-та минута ме изваеле или 15-та минута сум влегол или 17-та па сум играл до 42-та па и никогаш не владел тој страфот ќе бидам втора опција или пак таа не знам како да кажам, не незадоволство, ама пак е нервоза некоја зошто тој играше повеќе од мене или не. Да. Значи јас секогаш сум викал дека во ред,
ако ти, Виктор, денеска играме на иста позиција, ако тебе ти оди, имаш 6 гола на полувреме, немам потреба да влезам. Се дори ти оди и имаш перфектен ден. Нема во ниеден момент да речам јас денес не играв, јас требаше да играм 30 минути или 40. Добро. Значи, дали тоа секогаш беше така или тоа е да кажеме ниво и сваќање што го имаш изградено во Шпанија? Не било од секогаш, ама веќе кога ќе почнеш да го гледаш тој, ние гледаме многу пати како деца и сега овде гледам дека гледат каков гол даде Дика Мем. Да. Не гледаат тие они реакции, зошто, како, дека Дика Мем има одреден период, пример еве со нас. Дика Мем играше одбрана, влечеше полуконтра и одеше на измена. Што е пример незаменлив во напад. И тој во ниеден момент, значи пратиш на твоето такмице, во ниеден момент не се скара со тренерот да му речи не ме сакаш ти, не ме пушташ да играм. Можеби тој дел таму, нели, и тој живот и тој систем те внесуваат во бубањот да научиш. Тоа сигурно е така. Значи тоа е сигурно така. Тоа може да се види. Значи тие од луѓе што следат, да кажеме, па макар и по време на ракомет може да се види разликата во менталитетот и во динамиката на играта и во комуникацијата тренери и играчи. И на лицето на играчот не може да се примети незадоволство од било која одлука на тренерот, барем не во моментот дори трае надпреварот. После тоа они си знаат што прават. Но дори трае надпреварот, а кај нас, значи може да се види, значи тоа се разочаран, па шутира столчиња, па се кара со играчи, со соиграчи, со тренери, со помошници, значи сите му се криви и така натаму, се уште го имаме тоа. Затоа те прашувам, значи дали нашава срединов дека по автоматизам те ствара во нешто такво и единствена шанса да излезеш од таа машина е да отидеш негде во странство, затоа што имаш едно интервју даено што мислам дека еве таа изјава дефинитивно се потврдува. Викаш дека македонските играчи мора, нели, за напредуваат, мора да излезат од комфорт зоната. Точно. Да отидат во странство, значи да се изградат како спортисти. Макар да пробаш, да видиш дали можеш нешто. Не секој може да биде на 3, 4, 5.000 километри од дома. Ама секој нешто, пример, ако правиме момент, значи, ти си далеко од дома, немаш, ние сме научени, знаеме како е Македонија, едно кафе, друго кафе, трето кафе, петто кафе денот, си завршил тренинг, после 2 пива со другарите, пак дома и исто. Не живеат така на страна. Не знам, пример, другите земји, ама убеден сум дека таму е, нели, делот обврски и делот слободно време, кај што обично сите го користат да одмориш, за фамилија, И секогаш уште стојам до тоа дека одењето на страна те гради како многу поголем играч. Оти мора ти да се осамосталиш, кај што ти треба да станиш, нели, да си направам за јадење, да пуштам машина, да исчистам, да средам, нели? Пошто знаеме дома, мамо, тато, дај ми ова, дај ми она. Си дошол, си го фрлил ранецот, што ми се случувало. Не викам, не, јас не можам да лажам и не сакам да лажам. Си го фрлил ранецот, знаеш дека мајка ти ќе го среди, ќе го испери, ќе ти биде спремен. Кај ми ова таму, кај ми ова... Тие се некои работи што одма мора да ги смениш. Добро. Значи ти си, може ли да се каже дека си дете на металург? Не знам дали баш почетокот ти е во металург, али знам дека таму ти се почетоците. Почетокот ми е во металург, точно. Да, почнаш во металург. Почнав во металург. Прв тренинг ми е во Блаже Коневски во аеродром, тука во Мичурин. Кај што тренер ни беше Дарко Петровски. Мислам дека моментален тренер. Значи, ајде да видиме, значи, сега се враќаме назад. Значи, стигнавме до точката. Ќе се вратиме, ќе поминеме колку што можеме, но мислам дека имаш битни моменти, тоа е една кариера, да кажеме, што јас кога ја разгледав, значи, мене ме фасцинира. Ме фасцинира не дека имаш освоено не знам колку титули, MVP и така натаму, туку позади твојата кариера, ако човек убаво погледне, може да се види голема желба за спортот. Значи, тоа е една таква желба што
многу ретко можам да се видам, можам да ја видам кај друг играч. Или сум ја видел до сега, ме разбираш. Зборам општо за сите спортови, не само за ракомет. Значи кај тебе го има тоа и викаш дури во еден момент не е ни битно на која позиција ќе играм, само да играм. Разбираш? Значи тоа не го прифаќа секој, тоа не го кажува секој. Значи многу луѓе ми испод част да играат. Ама го изиграв. Да, ама знам. Го изиграв првата година и еве ништо не ми фали. Да. Така? Да. Екипата победила, ама јас сум играл на десно крило или значи се деси еден момент првата година кај што точно екипата беше нова, 10-11 нови играчи. Нормално е да се случи некогаш во некоја сезона да имаш многу повредени. Има правилници, имаш не нормално. Екипата има буџет одреден. Кај што екипата нема да си дозволи да потроши повеќе од тоа што може да си дозволи. Да. Пошто ако потрошиш повеќе од дозволеното, ти влегуваш во долгови. Што се случувале многу пати. Кога сме кај долговите, значи ти знаеш многу добро како изгледа таа ситуација, значи тоа го осетивте во Металург. Тоа е една многу интересна ситуација. Значи многу луѓе имаат своја некоја теорија за тоа што се случуваше таму, што се случи таму, но што и да се случи, луѓето што го освоја, да кажеме, тој куп во Куманово на таа негативна енергија која што владееше во клубот, мислам дека е неверојатна екипа на луѓе. Негативна енергија имаше само во поглед на финансии. Така изгледаше од надвор. Точно. Така изгледаше од надвор. Во екипата имаше само негативна енергија само ради финансии. Значи, кажи ми, кога влегуваш во прва екипа, во Металург и кога сваќаш дека клубот почнува да тоне? Па добро, ние бевме прва генерација 98-99, што уште од првата година ние игравме со постарите генерации, бевме регистрирани како со постари генерации, игравме со 96-97. И само првата година се такмичевме во пионерска лига. Одма втората година игравме кадетска и младинска. Кај што ние 98-99 игравме против, знам играше во младинска екипа тогаш Јован Талевски и тие што не знам точно која година се. Што ние бевме деца. Ама не знам пример тој па систем на и тоа размислување на Металург според мене за нас било супер, имаш повеќе утакмици екип по тие една или две години кај што ти играш со тој МРК Вардар и првата утакмица нормално губи 16 разлика. И си играше двокружен систем, играш 4 утакмици. Ама втората си изгубил 13. Третата ја губиш 1 и четвртата го добиваш Вардар. Значи таа генерација имала нешто. Значи во една година тој период кај што ти губиш 16 разлика и ја добиваш за 1, тоа се 17 гола. Значи екипата растела, можеби не била физички помоćна од нив, ама растела. Да. Кај што моментот иди да ние после со наша генерација ние сме предоминантни. Металург го имаше тоа, значи Металург го имаше добро прифатено системот на развој на млади категории, да ги издигне ракометарите, значи тоа го имаш. И имаше неколку генерации, една после друга, која што ги издигна. Точно. Навистина ги направи многу добри ракометари, голем дел од нив денеска се нели носители. Точно, и може ќе звучам лошо, ама Македонија се уште има голем удел од тоа академија на Металург. Како не, да. Да не ги набројам сите играчи, но Да, нема зашто лошо да звучи, што е факт, тоа е така. Значи тоа е едноставно фактот. Тоа што го постави тогаш Металург, нели, се уште носи плодови за целиот систем на ракомет во државата, но значи ти влегуваш во фаза, нели, кога си младинец на Металург, кадет, па Металург 2 стигат и така натаму, значи тебе ти е целта, ти си насочен кон првата екипа, така. Стигате во прва екипа, мислам дека како беше Металург 2. Металург 2, ама бевме одредени играчи што само трениравме прво со првата екипа. Ние не стигнавме да тренираме со Наунче Мојшовски, со Ванчо, нели, со тие играчи, со Џомбаш. Тогаш имаше некој штрајк, па сите си отидоа, па не точно, ама ние уште бевме деца и
сепак не можеш да пуштиш ти толку млад играч во оган. Кај што ние имаше генерација пред нас, генерација на Талески, на Мартин Велковски, на Давор Палески, сега да не ги набројам, ќе заборам некој. Кој игра, ја доиграја, мислам, таа сезона со одредени странци во Лига шампиони, мислам. Да, таа сезона се играше Лига шампиони. Шпенде, Не, Шпенде беше со нас. Со вас беше? Да. Шпенде беше со нас. После тоа имаше пак промена, кај што, нели, после уште една сезона играше Металург, кај што, нели, после тоа Талес и замина во Рајн-Некар Левен и екипата скоро пола играчи си подпишаа по други клубови. Тогаш имавме префрлање од двојката играчи во првата екипа. Тренер дојде Данило Брестовац и исто игравме Лига шампиони. Таа беше прва сезона моја Лига шампиони. Кај што секој и претходно имаше каснење на тие плати. Ама во тој момент си многу помлад и тебе не те интересира плата, тебе те интересира кога ќе дојде таа Лига шампиони такмица. Како ше е редот? Мислам дека и нормално. Значи тебе не ти игра, не ти е од екзистенцијален фактор во тој момент. Точно, ама може би требало да биде. Не знам, јас никогаш може би еден штрајк не би ги завршил сите тие работи. Ама било и сега не можеш ти тоа да го... Шта би било, кад би било, ако било штрајк ќе било така, ако... Не, тоа е завршено, него прашањето е, поголемото прашање е колку таква атмосфера влијае во твоето нормално функционирање. Колку вас ја влијаеше, да кажеме, како екипа, ме разбираш, тој притисок, значи нема плати, неизвестна иднина, секакви муабети слушаш од страна, значи... Види сега, кај мене влијаеше многу. Пошто помошник на екипата беше мојот татко Оливер, и значи од старт ти си двајца од фамилијата, ти се без примање. Нели се крстиме среда, петок, вторник, кај што одиш ти на гостување, нели Лига шампиони или било шо, или Сеха лига игравме исто, кај што одиш со по 20 евро во џеп, за не дај Боже. И покрај сето тоа екипата функционираше топ. Значи, не можам да... Никој со никого немаше замерка, никој со никого не беше така. Екипата сакаше да игра. Мислам дека на почетокот плейоф, после утакмицата со Еврофарм Пелистер си замина Данило. Мислам дека изгубивме 5 или 7 разлика, така нешто беше. Тука си замина. Остана екипата да се бори и од нигде никаде дојде тој куп. Не знам, тоа беше, може и беше поклон од Господ, кај да знаеме. За се што се мачевте до сега, заслуживте да освоите нешто. Сте играле без пај. Малку е чудно и може за некој смешно беше тогаш, пошто имаше реакција. Ние дојдовме на купот со кошули, со секој беше со иста кошула. Ние и пак покрај сетото личевме на екипа од ранг на кил. Одиш на финале и како што е ред, треба да дојдиш спремен. И играме да уживаме, ништо не можеш да изгубиш. Можеш да изгубиш финале, ама таа шанса да се бориш, не можеш да ја изгубиш. Се бориме и да видиме до кај сме. Ако имаме шанса, да ја зграбчиме. Ако не, биле подобри, честитаме и тоа е тоа. Интересно. Оке, го освојувате купот? Што се случува со екипата после тоа? После тоа остануваш уште една сезона? Распад система. После распад система? Крах тотален? Сите си одат? Па, скоро сите. Остана играчи што имаја уште една година договор. Знам дека остана Мице Шилегов, Марио Танковски, мислам дека остана и тој, пошто имаја уште една година договор. И не можам да се сетам уште кои играчи, ама знам дека значи Шпенде, Пучник, Адријан Миличевиќ, јас, Бојан Маџовски,
Анте Токич и не знам уште кој. Значи 85%, 95% се распадна екипата. Тоа се офаќате патот, нема пари тоа. Точно, што јас мислам дека таа екипа со уште еден, двајца играчи можеше да направи многу добри работи во македонскиот ракомет. Да, и тоа. уште тврдам. Па и најверојатно си во право. Најверојатно си во право. Голем дел од таа екипа и моментално е активна игра и некој се дел од репрезентација, некој игра во Вардар, некој игра во Перизен, некој игра на страна Шпенде. Може да кажеме дека Швајцарија е слаба лига, нели? Ама Шпенде последните 4 години има по 300 голови во... Значи, бил добар играч. Марио Танковски игра во Вардар, Мечка игра, знаеме сите кој е Мечка, игра во репрезентација во два правци, топ играч. Мице Шилегов игра во Пролет, што игра доста добра улога во Пролет. И сите може, не знам, викале вака или така, за мене Мице кога би го спорил само со Иван Чупич. Иста градба, иста глава, убица. И на моменти кои седниме вака, баш сега бевме собрани брзо и кој ти си го вратиш филмот, викаш, што можеше ова екипа да направи. Да, криво ли ти е за, да кажеме, за судбината што ја најде таа екипа? Дали, да кажеме, во други услови ќе ти беше убаво да си таму и да едноставно да се тестира максимумот на таа екипа? Па нормално е, пошто нели... Па добро, и не е нормално, значи не секој се пронаоѓа, не се секогаш парите причина за напуштање, значи некој едноставно има пари, некој клуб, ама луѓето не им е убаво и си одат, ме разбираш? Точно така, ама во оваа ситуација нели криво ти е, пошто мислиш дека јас мислам така, можеби ти ќе речиш не си во право, пошто тој нема ја доволно ниво за да... Не, ова е твое мислење, значи нема кој да ти се меша. Точно, јас мислам така. И ден денеска стојам на тој факт дека таа екипа беше перфектна и дека со уште еден, двајца играчи, еви Томи Јагориновски го заборев. Томи беше заедно со Шпенде најдобри стрелци или најдобри играчи на финале на купот. Значи таа екипа ги имала сите играчи. Маци Томовски бил на гол. Да, многу интересно. Многу интересно фактот што кога луѓе ќе се најдат заедно во таква голема мака, најчесто се поврзуваат многу повеќе и многу појако. Например, не знам дали имаш таква хемија осетено во клубовите, во наредните клубови во кои што си играл после тоа. Например, си бил во Вардар, си бил во Еврофарм, си бил во Ваљадолид и така натаму. Значи, дали останува, да кажеме, хемијата во Металург, тој Металург тогаш, као најдобра хемија во клуб што ја имаш видено? Не, секаде сум имал предобра хемија во екипата. Значи, ние бевме во Вардар, кај што после купот јас потпиша во Вардар и од еден крај, знаеш ти, пак дека и таму има некои финансиски проблеми. Да, чисто да, нели, за хронологија некоја, значи завршува таа приказна, завршува купот, се распаѓа приказната, ти продолжуваш во Вардар тогаш. Значи Вардар е тогаш европски шампион. Пред, значи 2017-та го освоивме купот, Вардар замина на Final Four 2019 и ја освои Лига шампиони. Значи ти одиш во европски шампион практично, да. Што знаеме дека нели имало финансиски проблеми и се нормално е значи ти да имаш некои проблеми во животот. Ама јас никогаш нема да заборам, значи имаше еден млад играч што не беше тука на тренинг. И нормално или постари играчи како Тимур, како Стојан, некој Тимур му кажа, вика, мораш малку да се ангажираш. Му викам, Тимур, знаеш, јас го викам па на страна, знаеш, немек да го одбраниш. Викам, знаеш, деца, викам, млади раскинал со девојката. И само ми се соди, вика, диме да ти кажам нешто. И јас имам проблеми, и он. Ама вика, тука, у саат и пол, 2, проблемите, вика, се надвор, ова е, вика, друга работа. И пак сум имал шанса да научиш од тие играчи, што јас никогаш не гледам тие играчи, сум ги гледал на телевизија само. И тој некој зборат дека тој е бил лош чекор за мене, но не би се согласил. Лош чекор од аспект на што, дека мала минутажа имаше? На мала минутажа, точно, ама јас не би се согласил, пошто
ти тренираш со тие играчи. Ти тренираш со тие играчи со Дибиров, со Чупич, со Столе, со Скубе, со да не ги набројам сите сега. Значи, таа година ти кога одиш, тоа беше втората титула. Втората титула. Кога освоја, значи тогаш беа они практично мислам дека клубот беше пред банкрот. Точно. Нешто тој стил, значи буквално без пола година плата има освоено. Па и повеќе, да. И повеќе, значи има освоено европска титула. Значи тоа ше ти одиш од еден банкрот во друг фактички. Буквално. Имаш ли ти плата земено во твоја кариера некогаш? Имаш ли видено како е у клуб со пари? Имам. Имам на крајот. Ама пак во тие моменти не гледаш пари. Да, ти брат не. Ти немаш видено во никакви моменти. Значи ти вака правиш. Јас ќе земам да играм ракомет и ги вадиш клубови и викаш окей, значи Ови имат пари, не одам. да, само тука не одам, дај ми клуб што немам пари. Не, значи не можам да кажам дека Не, добро, ме интересира кој ти беше размислувањето, значи стварно не ти беше страв, значи веќе немаш плата земено, не знам колку време од одиш. што страв. Екзистенција. Ќе се скрпиме ден за ден. Добре. Што да правиме? Ова ми се свија. Ама Ова ми се свија. ама го работиш нештото што го сакаш Да, и на крајот да. ти се пружила таа шанса да прво да тренираш со тие играчи што си ги гледал на телевизија. Јас тогаш кажав и тогаш ми беше тренер исто Писонеро, тогаш дојде и ми баш се случи некоја пријателска утакмица беше кај што не ме пушти да играм. Што јас кај него ме пушти, играв, нели се. Ама имаше пријателска утакмица и ми вика: "Диме, дојди малку. Нема ми вика да ми се лутиш" и сега јас дете. Викам зашо да се налутам, направив ли нешто лошо јас? Па ми вика не те пуштив денес на утакмицата, а требаше. Викам, требаше да те пуштам да служиш, нели, ама не те пуштив на утакмицата. Викам види вака. Немам никаков проблем со нештото. За мене викаме прво плюс, тренирам со нив, ако научам јас, еве јас сум крило. Ако од Тимур Дибиров научам еден шут, од Чупко од друг, од Чишкарев трет и еден мој, ја имам 4 шута викам во кариерата. То се 4 сигурни гола по утакмица. Јас викам сум дошол тука да научам и ме гледа вака. Добро ми вика, мој беше да ти кажам, а ми се свиѓа како размислуваш. Што јас сум реален. Јас не сум имал амбиција, не амбиција, ама да бидиме реални, јас никогаш не сум можел да се клам, јас сум подобар од некого во тај. Да, значи ти си бил реален и свесен за својот квалитет кој што го имаш во тој момент во однос на играчите кои што си ги затекнал во Вардар, кои биле да кажеме светски калибар. Но дали не работиш едноставно да ги стигнеш, да ги достигнеш и да ги поминеш и да им го земеш местото, значи дали не е тоа дел од идејата да кажеме на ти работиш, ама пак е тој момент сега кај што идиме до таа минутажа и кај што ако ти се градиш како играч во терен на утакмица. Едно е тренинг кај што ако промашиш нема проблем. Добро, значи ти си 21 година тоа, така? Да. 21 година. Значи, окей, ти во Вардар можеби немаш минутажа, но претходно играш по колку, по минимум по 30, 40, 50 минути. Точно. Значи нонстоп си на терен. И играш на две позиции, играш и крило и среден бек. Значи, ти имаш веќе минутажа, доволно да кажем, имаш и Лига шампиони играно, и СЕХА играно, и домашно првенство и така натаму. Значи имаш доволна минутажа да кажеме за да се оформиш како играш на терен. Значи не си резервист. Точно. Колку сметаш дека од денешен аспект ти фалела таа работна етика? Колку твојата посветеност, да кажеме, према спортот и начинот на пристапот према спортот биле знак прашалник или биле на несоодветно ниво во тој момент, да кажеме? На несоодветно. Не би рекол дека, значи јас секогаш сум таков, сакам да тренирам. Значи имало моменти уште во Металург, ти немаш плата, ама са бајле слободна сала ти одиш да тренираш. И во Вардар и ти одиш и во Теретана и се. Али може би не биле на ова ниво сега. Нели, кај што си фокусиран моментално игра во Шпанија, нели, и ти тренираш пример еднаш во денот или имаш теретана па тренинг. И имаш одреден дел слободен. Или тренираш по ручек, а ти имаш слободно са бајле. Нема кафиња, мафиња, да одиме сега 15 кафиња како
Право ќе одиме од Бисер, па до Капитол, па до Лиса, па до Истгейт, што е нормално тука и сите сме свесни за тоа. Ќе одиш до теретана, ако си изморен, си играл утакмица викендот, понеделникот ќе отидеш да се разгибаш у спа, право теретана, па у спа, кај што таму учиш дека ако си го гледаш ти прво телото твое, ќе играш многу поиќе. До одредена граница на години, секој со своја среќа, скраја Боже, повреди, што е нормален дел од спортот. Токму тоа, значи прашањето ми беше твоето тело, значи твојот инструмент, да кажеме, со кој што настапуваш, или перформираш. Колку тоа знаење си го имал воопшто во тој момент, или било само тренинг, само додавај тренинг, било само газ? Само тренинг и така сме тренирали во Металург и кога сме били од втор тим на тренинзи со прва екипа, ти тренираш секој ден на фул. Ама тоа што значи? Значи тоа значи тоа значи само трошење на инструментот. Само напор, значи нема тука рехабилитација, нема пазење, нема не знам вежби, координација, мислам нема негата која што е потребна да го поддржи тој напор, едноставно ја нема. И со Мечка исто тоа го зборевме и он кажуваше дека имал милион повреди од таа причина кај што те земаат со репрезентација, па те земаат со младинска, па играш за Металург прва екипа, па Металург младинци играш, па играш. Се играш. 70 утакмици во неделата, на крајот се повредуваш и ништо не бреш. Точно. Што сигурно, јас сум сигурен, ние сме играле по 60 утакмици, така играш младинци. Еве и Гицел изигра годинава, нели преку 75 мислам. Значи 62 беа клубски и плюс нели што игра репрезентација. Ама сигурно негата на телото и таа рехабилитација се многу поразлични. Што јас сум сигурен дека он истото и го на тренинг го прави. Пошто ти како тренираш, така играш. Тоа е правило некое непишано што и вистина е така. Не може ти на тренинг да седиш и да чекаме на утакмица 10 гола да дадеш. Ама мислам дека во тој период не си размислувал толку дека треба, нели, денес ако отидам јас со теретана, треба да изработам посебен дел некој за ова, посебен дел ми фали ова. Не си размислувал така. Млад играч, топката во рака и Значи нема некој да те води, да кажеме, низ тој малце постручен дел, да кажеме, кај што е физика, значи едноставно спремност, механички делови и така натаму, значи развојот твојот, да кажеме, психофизички развој во спортот е препуштен на тебе, значи нема тука кој да асистира или да помага. Техничкиот дел, збориме самата игра, стратегијата и така натаму, тука се тренерите. Тука да кажеме, окей, сме имале добри тренери, ангажирани и така натаму. Но индивидуалниот кариерен пат, да кажеме, или пат во светот на ракометот, мислам дека не само твојата генерација, туку и тоа дополнително, значи ти можеби си во мала предност затоа што, нели, Оли ти е татко, Оли е тренер, еден од подобрите кај нас, значи голем респект за него. Значи можеби си имал некоја предност, но пак, значи предност. Па да, значи предност да ти кажи нешто дома, ама во терен не сум имал никогаш предност. И многу пати ме прашувале како, значи имаше ситуација прв пат тренер. И како ќе му викнеш човек? Ја му викам тато на тренинг. Толку е, да. Ајме вика, оди се облекувално, облечи се и тато дома. И тука веќе знаеш, упс. Значи нема син, татко, нема ништо. Ако грешиш, не играш. Логично. Што пак мислам дека тој вид на работа со мене донесол многу во мојата кариера. Што никогаш не бил, ако треба да одбери, оди ти, нели. Значи пак барал и квалитет и работа за да играш. Да, таа етика најверојатно се формира многу побрзо кога да кажеме човек како Оливер ќе го има тој пристап, затоа што познато е и тоа е донегде нормално најверојатно секој тренер да си има миленици. Значи тоа постоело од кога постои ракометот. Не можеш да го избегнеш. Не можеш да го избегнеш, значи буквално не можеш. Значи некако као природен процес е, значи не знам како да го објаснам тоа. Сега кога ќе дојдеш во ситуација татко ти е тренер, да кажеме,
И ако е добар, ако го користи тоа на вистински начин, најверојатно шансата да биде построг е многу поголема. И точно тоа го имаше Сетено, Точно претпоставувам. така. Затоа што до негде запознаен сум со работата на човекот, знам дека значи држи до Нема лево десно. Да, држи до некои Точно. принципи. Сега има исто што викаш ти, не те насочил никој. И јас мислам дека сум единствен играч што после 2 операции на колено сум се спремал сам. Рехабилитација. Како, значи, кога ги правиш операциите? Знам дека правиш една кога си во Пелистар. И една во Металург. Една во Металург имаш? Бев прекомандуван во првата екипа и точно тоа што разговаравте и со Мечка, што кажуваш ти. Ние сме оделе од, пример, завршува сезона мај крајот и ти почнуваш со 96-97. Припреми во Маврово. Од припреми во Маврово имаш еден ден да ги испереш стварите и да заминеш за Словенија. Словенија пријателски утакмици, од таму одиш во Умак уште 11 дена. Од Умак заминуваш директно на првенство. Од првенство се враќаш и директно се приклучуваш на кадетска репрезентација. Правиш со нив припреми, од тука заминуваш во Бугарија на Б дивизија. И ти од Б дивизија се враќаш да направиш припреми со Металург. И се дешава, нели, имаме трчање на Гази Баба и мене, значи коленото застанува. Немаш некои сигнали, болки претходно? Немаш сигнали, застанува. Во истата секунда. Застануваш и викаш, сега шо? Ајде, прегледи, операција. Тогаш беше уште Лино тренер, памтам. Ми вика, мој совет е да се оперираш. Значи, тогаш мислам дека рекорден број на ракометари отидоа на операција, дури беше Лино. Значи, тој е таква педала, значи таков газ, мислам дека не знам дали уште има стиснато кај нас. Па сакаше да тренира. Сакаше, значи, можеби, значи јас тоа голем, можеби некој тактички дел, недостаток го надополнуваше со физикалија и тоа го правеше перфектно и сите знаеме кој е Лино Червар и нели што има постигнато. Што според него било правилно и ги достигнал тие цели и не можеш да кажеш ништо што е повреда како повреда е нормален дел. Ви кога дојде Лино мене ми текнува, ја го фатив доаѓањето на Лино. Значи Лино кога дојде прв пат дојде со него Јура, така се викаше. Јура беше кондиционер тренер и во Вардар. Значи до тогаш прво беше во Металург, заедно он дојде заедно со Лино. Значи до тогаш Металург немаше нешто како кондиционер тренер од такво ниво збориме. Значи секогаш имало кондициони тренери, а тоа се повеќе беа, значи луѓе изфрустрирани што ќе дојдов дека да речи фрустрации на тебе ќе те убие посава напред назад. А Јура беше баш научник, значи спортски научник, знаеше да се виде нивото кое е. Точно и затоа после Металург Јура замина директно во Вардар. Да. И колку време остана во Вардар и беше дел од тие 2 лига шампиони. Или една, не сум сигурен. Али тоа е тоа, значи се оперирав и беше моментот ако си спремен и сакаш да играш, треба да се спремиш и да се вратиш. Добро. Лаптопот, бараш вежби, бараш нешто по твое и нормално, нели? Пошто никој нема да ти искоригира, се враќаш малку порано. Значи јас сум се вратил за месец и пол, треба да се вратам за 2,5 месеца. Ама си дете, викаш, и да боли, стегни заби и терај. После Металург беше се окей, во Вардар се окей, замина во Пелистер. Значи одиш во Пелистер двојка. Тоа е малце чудна траекторија. Од Металург водиш во европски првак, одиш во Пелистер 2 например. Па јас имам, гледај сега, секогаш викам во животот дека не секогаш ќе одиш нагоре. Така е. Некогаш треба да направиш чекор 2 назад, така за пак да одиш горе. Ама тие се тешки чекори. Тие се малце потешки чекори. Потешки чекори се ако ги размислуваш погрешно. Добро. Што јас работев со Ацо Јович, Бог да го прости. Многу време. Значи јас од кога почнав Металург сум одел на тренинзи со него и разговаравме и знаеше каква е ситуацијата. Дека неам играно и дека се вика Диме, вика да бидам искрен, ти мене ми требаш за на среден бек. Јас вика знам како среден бек си ти, се во речу си Крило, знам вика. И ми требаш вика во екипата. Добро, во ред разговаравме. Си платив одредено обештетување,
пошто имав уште една година договор, што јас се договорив со Пелистер, видете, ова е таа сумата, одбијајте ми од договорот, сакам сам да си ја платам и да сум чист, и идам одма, договорено. И таа сезона Пелистер двојката беше машинерија, исто. Таа сезона кога победи Вардар, мислам дека. Точно. Во Битола, значи, го победивме Вардар. Тоаш првата екипа на Пелистер, мислам дека го немаше ниту еднаш таа година победена Вардар, или се лажам? Мислам дека го победи после во плейофот, еднаш во Скопје, али го немаше победено во регуларен дел. Во моментот вие кога го Во победивте? моментот не. Они го нема победено. Го нема, значи ние го победивме тогаш и херој си во Битола, после и да изгубиш се до крај, ти си херој. Знаеш дека до ден денес се збори таа такмица, имам братучет да поздравам Илија Попалевски, значи голем фан Голем на Пелистер, Чкембар голем, значи до ден денес како и да не кој да, ама од време на време кој ќе гледаме Ракомет знае да се присети на таа утакмица и вика дека салата вика тогаш не беше полна. Никога не беше полна, ама беше толку звучна. Ама вика експлодираше на таков начин, точно, да. Беше не беше ни полупразна. Да. Имаше одредена, ама во моментот беше таква атмосфера Не. што буквално исто можам да ти го споредам ова како со Барса. Значи од нигде никаде заводуваш 4-5 разлика. Благојче Драјковски бранеше како лудак на гол. Значи тоа беше, може и да го навреда, ама беше најдобра утакмица негова. Јас што сум ја гледал. Да, не треба се навреди, да. Али не знам, значи изигравме и не стигна, дојде и нерешено. Мислам дека предпоследен напад ја игравме со Филип Арсеновски 2-2, некако ја мушнавме, даде гол. Они ја сгрешија, уште еден гол, 2 разлика и мислам дека даде гол за еден, тепавме ние, значи плачевме, деца си плачеш. Дете, не си дете, ама тогаш си свесен дека го победуваш. И таа сезона завршивме четврти. И таа екипа играше, мислам дека квалификации со Кремс или некоја така екипа. Мислам дека испадна и после таа екипа играше исто и против Тиквеш во следно коло. Мислам дека беше така, може би грешам. Е, добро. Али исто таа екипа имаше перфектна хемија од почеток, од првиот ден. И не знам, бев прифатен од прв ден како нивни. Нормално, сите се знаеме, ама се знаеме и да те прифатам не е исто. Не е исто, точно. Значи сите овие работи што ги збориме, прва, втора постава, ривалство, противници, Точно. другарство, значи тоа се различни. Различни размислувања и секој играч си има посебен карактер. Значи не сите играчи се исти. Значи и многу е потешко за еден тренер да ти работи со 14 различни карактери. Треба да знаеш, ој ако му викнам каков е, ој ако го погалам дали ќе ми даде нешто да му речам добро е, ако го ударам не дај Боже што ќе направи, дали ќе се тепа со мен или ќе дај плюс 120 во терен. Да, да го спомнем и да го спомне и Јович во цела приказна, мислам дека заслужува човекот. Значи ти помина колку 2 години во двојката? Една година. Една година беше. Една сезона. После тоа отиде во Шпанија. После тоа замина во Шпанија. Значи една година си го имаш искуството да кажеме со Јович во Металург и имаш една година директно си со него во Пелистер, што мислам дека Пелистер беше круна на неговата работа, значи најзначајно се манифестираше, најголем импакт направи некако со екипата што ја водеше. Го заслужи тоа нешто, значи да со сета таа работа во втората екипа и тие играчи што се производ негов, значи јас знам дека негов производ се и Петар и Павле Атанасиевиќ што беа во мислам дека Академија Лушевски, кај што ги повика во Пелистер 2 и работеше ден ноќ со нив. Значи работеше со сите нас и беше таков работник што сакаше да работи. Точно. Значи ни викаше, ни таков беше како лик, ама на крајот од денот си знаеш дека ти нешто што ти го вика за твое добро. Од јас
имам некоја моја филозофија, ако тренерот ти вика, добро е, има нешто во тебе и гледа во тебе, и затоа, ако тренерот не те ни гледа, заврши. И таа е реалноста. Ако јас ти викам, јас сакам те да те подобрам, да те научам, ама после оден момент, ако гледам дека не реагираш на ништо, толку било. Добро, да, он го имаше тој момент, значи имаше таа некоја нервоза, но мислам дека го имаше моментот после тренинг или после такмици или пред тренинг, значи да дојде да седне со екипата, значи беше другар, значи да. не беше две скали над тебе да те гледаат високо. Не. Туку беше другар, значи беше човекот си живееше за професијата и затоа мислам дека можеше да се поврзе многу подлабоко со играчите и тие да му вратат на таков начин, така да фасцинантен тренер. Сагав на кратко го спомнам, мислам дека го заслужи тоа. Значи ти правиш пред да отидеме во Шпанија, нели да продолжиме со твоја кариера, значи до тој момент ги имаш осетено, да кажеме, со облекувалните на Металург, на Вардар и на Пелистер, трите најголеми клуба. И позната е, како се вика, моките, да кажеме, на соблекувалната на Вардар. Значи многу викаат дека тоа е оно што уствари го направи да биде 2 пати европски шампион. Значи колку се разликуваат соблекувалните, да кажеме, во динамика и во енергија? Па добро, прво не можеме да ги споредиме. Не ги споредуваме, да. Мора да го спомниш. Не можеш да споредиш соблекувална на Вардар, нели повозрасни играчи се, и соблекувална на Пелистер 2, кај што сме имале, нели, тројца повозрасни играчи, беа Благојче, Џука и Васко Димитровски. Добро. И другите сме сите млади играчи, а тука веќе ти си дете со уште еден двајци, и другите се многу повозрасни играчи и со многу поголеми успеси. Ама ја мислам дека таа соблекувална на Вардар ги научи сите како треба да функционира една соблекувална еден тим. Кај што и да се деси било кој проблем се решава во соблекувалната, ако има некој незадоволен и нешто, се решава во соблекувалната, се разговара. Не, тоа, мислам, ја тоа го немам слушнато на друго место, така функционира, например. Па, така пошто обично луѓето се тргаат на страна, се прават во помали групи или еден на еден, или се кријат. Па тука немаше таква работа и затоа беше тоа така. А и во Пелистер 2 немаше. Значи, во ниеден момент ти кажав, нели, во 4 клуба што сум бил, не сум осетил таква поделба. И мило ми што сум бил дел од тие соблекувални, кај што немало поделба. Пошто стварно е малку чудно сега да се делиме. Значи тие 20 души работиш заедно се и го поминуваш многу поголем период заедно ти со нив, него дома со твоите, со фамилијата. И не е логично да се делиме сега. Што точно не може сите да се сакаат и да си бидат, да имаат некоја конекција дека они може да се 24/7. Што е нормално, не може секој со секого секој ден кафе да пие. Ама функционира тоа на разговор, имаш некој проблем, дај да го решиме, ти се десило нешто. И стварно е така. Без разлика дали бил, не знам, играч од Металург, од таја, од Вардар или од Шпанија или од Перистер, било кој. Добро, значи проаѓаш низ целото тоа. Како стигаш до Ваљадолид? До Ваљадолид стигнувам така што, значи, после Вардар, значи, од кога си замина Писонеро, ние бевме цело време во контакт. Значи, Писонеро сакаше многу да работи со младите играчи. И цело време бевме во контакт и баш јас работев со еден менаџер што живее во Шпанија и ми рече, го познавам, значи, верувам му, добар човек е. Значи, скоро тој ми го препорача. Вика, имаш добри утакмици, вика, па ти играш подобро на среден. А викам, таа позиција што ја уживам, ама јас немам проблеми на крило и на пикер и на било што, нели ти кажав. Битно ми е да играм, да уживам. Нема цел живот да го играме спортот, пак си лимитиран до одредена возрастна граница. Али се слушнавме и баш ми кажа, може ли да се слушнеме, да те барам? Јас уште бев во Битола. Значи уште
собирав ствари за селење, да се носам прилепи и за Скопје. И ми вика, имаш ли нешто подпишано со некој од екипите? Не, му викам, чекам. Имав баш неколку екипи исто од Шпанија. Ми вика, не одиш нигде, доаѓаш кај мене. Јас му викам, не ме интересира ни полно ни ништо, јас идам, викам. Чиме, со тебе идам. Пошто знам како се работи и нормално потпишав со плавите гладиатори. Со плавите гладиатори, точно. Али плавите гладиатори се од следната сезона. А тогаш какви се? Не заплави? Тогаш беше само Атлетико Ваљадолид. Немаше гладиатори, пошто после тоа се смени знакот на клубот, нели малку апдейт, за да не е basic и што се шокираше прво кога појдов јас со мојата килажа. Колку кила беше? Многу. Пошто има некој принцип на работа кај што секој прв тренинг од неделата ти имаш мерење. И прв тренинг, јас нормално, лабав, си бев на одмор. Јас сум таков, лесно се здебелувам. Значи сега ти да јадиш благо, јас се здебелувам. И се качих на вага, ми текнува, имав 96,8. И ми вика, Диме, мора ми вика да намалиш. Јас му викам, знам, прв пат викам се качам на вага после колку време. А му викам, избе во Вардар, шо збориш? Не беше ми вика из во Вардар, не му вика сега мене да ми продаваш финти. Не му викам, секако. Ше, и јас му викам што го видов, не е окей. Чекај, а која ти е нормална килажа, значи вака се мериш низ текот на кариера, како се движиш со килажа? Со килажа имав период кај што во Металург се здебелив многу. Сум имал проблем со килажата, не велам, не си. Која ти е, да кажем, идеална играчка килажа? Идеална играчка килажа моментално во последниве 2 години ми е 88 кила. 88, 89, 87, зависи, нели, варираш секогаш кило до 2. Тоа ти е тебе екстремно тешко да одржиш таа килажа, претпоставам. Значи ако е точно ова што го кажуваш, значи екстремно тешко. Ако ти се лепи, сакаш да си касниш, што е нормално. Са... Значи ти си тренирал цела недела, си победил, сакаш да се почестиш. Али тешко е и тоа е таа дисциплина сега. Што пак таму сум научил дека тоа е тоа, значи си пошол во Шпанија и си пошол било каде, не велам и Шпанија, си пошол во било која екипа, ти треба да си во прво за тебе. Јас порано кога ќе ми речеш некој тренер треба да ослабиш, ја викам остај ме. Што овој што зборува глупости и се огледа лошо, ама тие се тие работи кои што со тек на време и кој ќе стануваш повозрасен ги размислуваш поинаку. Оти тогаш уште си нели помлад и пубертет и глупости кај што ти викаш ајде ова што зборува само нешто мани ми најдува. Што не е така, после го размислуваш и кажеш чекај бе. Вистина дај да се средиш, и стварно брзо беше процесот. Значи одма спуштив од 90, скоро 97 малтене на 93 во 2 недели и после спуштив на 88. На крајот од сезоната и кога се вратив на припреми бев 86-8, така нешто. И ме вика ти спушти, вика 10 кила. Што вика, знам дека е тешко. Тој цело време викаше сега вика до 83 да дојдеш, викам да не претеруваме, не може викам. Значи 10 кила се 10 кила, а тоа е веќе екстремно. Што секогаш бараше да види дека сакаш да се подобриш и тоа е многу битно за еден играч кај што тренерот тебе ти дава до знаење прво на таа релација тренер играч дека ти како на другарска база ти кажува нешто за твое добро. Што не е тренерот што викаш ти 2 скалила над тебе и те гледа одозгоре и ти вика ти ако не ова. И да, он те турка од цело време, значи он точно, сака да види кој ти е лимитот, значи тоа е неговата работа уствари, тоа е вистински добра работа. Значи беше муабетот нели да дојдеш како среден бек и да им помогнеш на крило. Ама се деси како што се деси, вика ти на крило си нешто посебно, викам. Мене викам ми е битно да играм. Со овие зборови.
И баш таа сезона беше кај што покријав и на десно. Баш прва моја утакмица беше Ти си на крило, ама на кое? Лево или десно? беше утакмица со Барса и веќе зборував шпански. Тука немав никаков проблем. Во 3 месеци го совладав јазикот, пошто баш интересно е, му кажа на играчите пред сите, вика, нема никој да зборува со него на англиски. Ќе зборувате, вика, за да научи побрзо. И стварно беше така. На почетоците звучиш како Тарзан. Ама битно е да се разбереш и да не се срамиш. Тоа е најбитно во да совладаш еден јазик е да не се срамиш да го зборуваш. И ми текнува дека беше баш со Барса утакмицата дома и ја почнав на десен бек, на десно крило, на лев бек, на лево крило и се вратив на десно крило и баш тогаш Ринјо ми рече: "А да те прашам, вика, ти која позиција играш?" Јас му викам, сум тука за се. И никогаш не сум имал проблем. Значи, таа ми е некоја дефиниција од Феде Валверде од Реал со Анчелоти и стварно е така, доколку имаш желба и љубов према нештото што го работиш и го сакаш, значи ти си спремен се за да играш. Дали бил голман? Добро, значи стигаш во Вајадолид, имаш прво странско искуство, да кажеме. А во меѓувреме си влегуваш и излегуваш од А репрезентација. Како се одива таа динамика? Јас знам дека неколку пати ти има видено, па те немаше после некој време, мислам дека едно светско имаш настап. Тоа со светското е малку некој склоп така чуден на некои случаи што нели тогаш беше ковид и такви ствари. Јас ако добро се сеќавам беше 22 ноември кога добив ковид тест позитивен. Беше после утакмица со Киелце во Полска. И нели се тестираме сите од клуб, мора да сите што сме позитивни. По една недела се тестираме. Сите имаат негативен, јас седам со позитивен уште. По 3 дена одам пак по 3 дена позитивен. Еден месец. Памтам до 22 декември, цел месец позитивен. И тогаш беше Данило Брестовац, но јас ставив во контакт со него, морам да бидам искрен. Цел месец лежам. Не сум спремен за настап, за ништо. Не знам ни дали ќе добијам уште негативен тест. Значи викам вака и вака. Не ми вика, нема никаков проблем. Знаеме сите каква е ситуацијата. И имаше разбирање. И нели 22 декември веќе сите завршени. Јас во меѓувреме за нова година си заминувам за Прилеп. И се сеќавам дека на 6 јануар ми звони тренер беше фактички беше работнички втора екипа како на Вардар се водеше. Стојан Петрушевски. Вика: "Диме, како си, што си? На 8 треба да дојдеш да играме утакмица против репрезентација на Чиле. Некоја пријателска." А викам: "Столе. Неам", викам, од тогаш мрднато. Значи тоа е више месец и пол. Ти еднаш ке фатиш корона и тогаш па сите ќе ти се јават. И ајде, викам, ќе ве ротирам. Ама таа желба, знаеш, влегуваш терен и ти забораваш дека не си мрднал, и сакаш да играш, тој ти вика: "Измена нема", викам: "Чекај уште малце." И играме првата такмица и другиот ден игравме фактички преку ден уште една. И после втората утакмица си одам дома и ми вика татко ми: "Ти звони телефонот." Само микрофонче да поблиску. Ти звони телефонот. И јас нешто па викам: "Кој е?" "Данило", вика, "те бара." Данчо. Абе, вика, да дојдеш вечер во 6 имаш тестирање. И чекај, викам, кажи ми што е работа. Па вика: "Се повреди Бојан Маџовски, ми требаш, вика, да ми помогнеш." А викам: "Ете", вика, "таква е ситуација, дојдеш", вика, "мора тестови да направиш, можно, вика, на светско да одиме." Јас прашалници, добро. И изгасиме, седиш вака, што се случува? Веќе бевме оден период со сега со сопругата, тогаш почнувавме и викам вака и вака.
Добро. Викам што нели се чекаше wild карта и викам Се може. добивме, да. И направив тестови. Вечерниот тренинг не го тренирав пошто немав. Нели ковид тест. Резултатите не беа готови за сабајлешниот тренинг. Имаше тест пред секој тренинг тогаш? Не, требаше тестирање да направиме целосни. Аха. Ама правиш и ковид тест и пошто си од страна, они можат да направат брзи тестови, ама ти мораш да направиш нели PCR како се викаше. PCR беше, да. Се чекаше. Вика, нема уште тестови, а резултати од тестовите, а здравје, поручек на тренинг. Јас го имам уште 2 тренинга. И одам на тренинг. И здраво, знаеш, со сите, како си, шо си. Чекај, тоа ти беше прв повик за репрезентација? Не, сум бил повеќе пати, ама За големо надпреварување, збориме. Имав повик претходно со Раул, кај што на предтргање добро. се повредив. Ама не настапи. Не настапи. Okay. Значи предтргање за Германија, мислам, се повредив на соскочен зглоб. Добро. Стандард. Добро. Несреќа. И почнува тренингот, иде топка, не можеш гол да погодиш. Тогаш се сеќавам Сторе Стоилов, вика, ајде, полека, вика, ќе биди. Знам, вика, како е. И си одам дома, пошто уште не е во хотел и ми звонат, ствари, грешка. Уште се загреаме и звонат, вика, добивме место на светско. Одиме. И сите аплаудираат. Ја прашалници, како бе, викам, додим на светско, сега, викам, неспремен сум. Имам качено килажа. Добро. Одам дома. Колку време, значи од моментот на тренингот од која добивате информацијата, за колку време треба да тргате? Вечерта или нареден ден, така нешто беше. Значи добивате информацијата и се И пакувате одма. одма. Да, се пакуваш и одиш. Сега имам уште интересна ситуација и звонам на Стефани. Викам, одам на светско. Чекај бе, ми вика, како, каде, шо ми вика. Нели вика вајлд, а викам, добивме вајлд карта, одам. Дојдам, викам, те видам на брзина и одам. Во меѓувреме ми звони представник од федерација, ми вика, пушти ми пасош. Го пуштам пасошот и ми вика, не може да патуваш. Како вика? Па вика, немаш 90 дена од пасошот, ти истекува и не можеш да напуштиш, нели, тие 90, треба да имаш повеќе од 3 месеци важност за да патуваш. Викам, викам, ако е таква работата, не било за мене. Чекај, вика, ќе средиме нешто, да видиме како, и тогаш исто со нас патуваше господинот Живко Мукаетов, нели, кој мислам дека имал, така рекоа, дипломатски пасош и дава гаранција дека, нели, играчот се враќа со екипата, нема да остани, нели, на црно, нели, они бараат. Не си таму за да работиш. Да. И што се вика, во 24 сати се спакуваш и заминуваш на светско. Што беше, нели, од нигде никаде. Тоа беше без публика, значи беше такво многу, цело језиво. Многу чудно, језиво. Да. Нели, одиш во хотел, те тестираат, одиш на тренинг, се вратиш, пак те тестираат и само тестирање беше. Да, само тестирање, маски. Мислам дека пушти едно време маца публика и тие те беа со маски, не, тие што беа на трибината беа волонтери за помош, нели, околу светско. Значи немаше воопшто публика. Али чудно првенство. И изигра, значи, како се движеше целиот твој настап, да кажеме, доби минутажа? Па добив минутажа одредена. Значи, во тој момент дадов максимум. И тоа беше последно. После тоа, нели, имаше промена. Кирил Лазаров беше, нели, тренер играч, баш утакмицата со Данска. Али... Кире дојде како селектор после тоа светско? Да. Тоаш беше? Да, и имав проблем со коленото пак. Морав да пријам, нели, таа крвна плазма ПРП. И ме мачеше. Значи имав, вика, полека да видиме, викам, изработив тренинг и сабајлето мораше да пријам ПРП, пошто само тогаш можеше во тој дел, нели, пак мора да си спремен за со клуб. А ако не ја примиш, не си спремен ни за со репрезентација, ни за со клуб. Чекај, што е тоа ПРП? Вакцина, кај што? Тоа е крвна плазма. Крвна плазма, зашто? Да, значи, они ти вадат, нели, крв
од телото од Добро. вена, ја филтрираат и само плазмата што ја имаме во крвта, ти ја враќаат во коленото, пример, во повредениот дел. Тоа помага во намалување на болка нешто. Помага во побрзо заздравување. Добро. Али, значи имав примерно претходно и никогаш не сум имал проблеми. Ја примив 3 дена, јас не можев да мрдна. Значи боли коленото и како што еден тренинг не истрина, вториот тренинг и другиот ден доручек викам извини, викам Кире, може ли да поразговараме малку? Вака и вака, јас не можам да помогнам. Значи, тоа е тоа. И не сакам да се шлепам, народно кажано, да бидам тука само за да сум тука. Значи, викам, дали може да си заминам и да излечам повреда, пошто не можам да помогнам и џабе да ми викате, разбирам и јас мислам истото и толку беше разговорот. Тогаш ја санирав повредата, уште бе во Вардар и повеќе едино што сум бил на пошироки списоци. Добро, значи и тоа сега доаѓаме до еден момент Што да не се свати погрешно, нели лани за европско или за светско, за европско. Се слушнавме, значи ме побара и повторно несреќа тој скочен зглоб, кај што јас во одреден период имав мала фрактура, пошто згазнав на играч, се опоравив, не играв, пак ја свиткав и значи играв со инекција последни 2 утакмици, пошто имавме повредени играчи, јас со инекција за болка седев на клупа, ако треба да влезам 5-10 минути да го сменам другиот играч и да седнам. Значи ти имаш една голема вака серија на повреди низ кариерата. Па 2 операции на колено и неколку виткања на склочен зглоб со одредена фрактура. Тоа е вака доста и тоа ти се случуваат моменти пред, да кажеме, затоа што репрезентацијата е посебно чувство, значи посебен дел од кариерата, да кажеме, на ракометарите кај нас во Македонија, барем сигурно тоа го знам. И да не се реализираш таму е на секој му е криво, да кажеме, повеќе или помалку. Каква е сега состојбата? Значи здрав си сега? Здрав прав. Да чукнеме во дрво, ајде, добро. Значи каква е сега состојбата? Сега сме исто квалификувани, ќе играме во јануари. Има најави, нема најави, ќе играш, нема да играш, значи што Па видите сега, се движат, мислам, почнати се подготовки, не се почнати. Не, подготовките почнуваат, мислам, околу декември месец, пошто секој нели првенство е. Нема порани собери, да. Па не знам. Мислам дека треба да има околу октомври или така нешто, има една ЕХФ недела. Бев на последните, мислам, 2 списока на поширок список, али тука не се прашува играчот, се прашува тренерот. Што јас секогаш викам, ако тренерот одлучил така, во моментот мисли дека некоја е подобра опција, нема лутиш, нема играч што не сака да игра за репрезентација. Значи, без разлика на секој искуство собрано се, кој ќе појдиш на тие подготовки, кој ќе појдиш на таа утакмица, не е исто, значи нели влада и нервоза позитивна. Што ако тренерот одлучи нели за одредени играчи во моментот, значи тој носи одлуката, он ја има таа одговорност и никој не треба и не сме да, пошто имаме нели многу селектори ние, баш како селекторот, имаме и многу интернет селектори и се нормално што Да. И можеме да слушниме нели овој требаше зошто овој, зошто оној. Да, мислиш ли дека да кажеме дел од тие коментари, значи луѓето коментираат и со Мечка тоа го зборевме и значи колку и да е тоа негативно, да кажеме има и позитивна страна затоа што сепак покажува интерес од страна на луѓето. Заинтересирани се, ме разбираш, кога некој следи, кога некој Точно. Знаеш, троши време, внимание, значи па има и право и да каже нешто, а најверојатно ќе биде погрешно тоа што ќе го каже, пошто луѓето не се упатени, да кажеме, во состојбите, ме разбираш, тоа се коментари само. И како што ќе каже првиот, вториот иде после него. Вториот се нормално. И тоа се најчесто негативни коментари, нема што да им замериш, мислам дека многу на луѓето, но кога ќе биде човек професионален ракометар, како што се ти да кажеме, малце подлабоко и
по-реално ги гледа работите и состојбите внатре, колку има да кажеме, колку е фер процесот на селекција во репрезентација според тебе. Значи јас знам дека имаше еден период кај што последниве, ајде да кажеме 10 години немам информација некоја, значи ама претходно знам сигурно дека имаше, не беше фер процес, ме разбираш, значи некој заслужуваше да биде таму, некој не заслужуваше, значи на 10 заслужени, еден ако е незаслужен, се руши целата слика, ме разбираш. Па добро се, значи секој има свое размислување, нели како што кажа, ако пратиш и да си кажеш свој нели коментар. Да, зашто не? Нели слободна држава, слободно мислење, нели секој има. Ама на крајот од денот, ако сме играле квалификации и државата се квалификувала на тоа првенство, значи луѓето може да си мислат дека требало 5 нови играчи да има, ама еве, тренерот со овие играчи за застаната цел е остварен. Добро, значи ти ви кажеш дека според резултатите, ако резултатите се добри, значи екипата е добра. Треба само да видиме што е добар резултат. Точно, значи сега баш затоа еве се отвори темата. Моje мислење е дека прво кај нас точно ракометот е спорт број 1. Али за нас прво е успех тој цел континуитет на големи надпреварувања и треба да бидеме малку реални. Точно, значи немој да мислиш дека секој чита коментари. Значи играчите читам и тренерите сигурно читат, пошто не интересира мислењето од другите. Али има многу луѓе што се понашаме како ние да сме се бореле последниве 5 години за медал и дека некој лош резултат и ние сме најлоши. Да. И дека не знам играчите се вакви или такви или тие навреди што премногу ги има, што мислам дека треба да се сведат на минимум. Што секако дека пример еден играч пошол да игра со репрезентацијата, да представува државата на европско, на светско првенство, на олимпијада, здравје Боже. Значи тој играч изиграл прва утакмица лоша. Не можеш да останеш имун да не прочиташ лоши коментари, точно. Ама има толку многу навреди за одредени играчи, што се ако размислиме малку, тој играч ги чита, ама тој играч може да падне во многу подлабока криза и следните утакмици да не ги изигра добро, така? Ама кога си нервозен или изгубила Македонија и ти си напишеш, што од една страна е окей, ама од друга страна не е окей. Значи сум читал коментари. Има се. Значи, ама мислам дека најмногу реагираат не кога нема соствар резултат. Мислам дека тогаш не се најголемите реакции. Најголемите реакции се кога луѓето ќе осетат дека тие луѓе таму што играат, да кажам моментално, не даваат 100%. Тогаш се реакциите многу лоши, гадни се. Премногу. Тоа се стварно гадни. Ама ако сме изгубиле, например, не знам, значи ти едно е да кажеме да изгубиш, не знам, од јака репрезентација 2-3-5, друга е да изгубиш 15-20. Значи тоа кажува веќе сосема нешто друго, друга слика е, ме разбираш. И таа е некоја цена. Таа е некоја цена, да кажеме, која што, знаеш, сите сакаат да ја викнат фалангата, да кажеме, да дојде да гледа, да најува да бодри. Знаеш, ама само ќе не бодриш, значи нема да не пцуеш, нема понас да викаш. Значи тоа е нож со две оштици. Тоа не постои, пошто во сите спортови е истото и во сите земји е истото. Така. Значи имав прилика чак и да гледам фудбал во Валјадолид, Ла Лига, кај што и таму цел стадион вика по нивните играчи, што е нормално. Пошто нели баш како тоа платиле карта, нели гледа не се бори што си во право. Ако играчот се влечи по терен, значи тој автоматски прво и не заслужува да е таму. Што пак на крајот од денот гласот на народот некогаш е многу поважен него мислење на еден човек. Пошто сме 2 милиона, нели? 2 милиона и од тие 1,5 милиони гледаат ракомет. Кажи ми, добро, значи ти ги гледаш не последниве, туку скоро сите, да кажеме, настапи на големи првенства на Македонија, ги гледаш на телевизија. Значи ти си, како си гледач. Значи кажи ми,
Какво е чувството кога победуваат, кога мислам дали е тоа, дали правиш простор околу тебе, да кажеме, на пример се игра репрезентација и сакам тишина, значи сакам да седнам и да гледам, значи не ме дирете, оставете ме на рад. Точно, гледам дома утакмици, сакам да го слушнам секој тајм-аут, сакам да слушнам што се игра, сакам навлегувам поќе во анализа, не гледам пример стриктно кој даде 5 гола, кој даде 4, кој не даде, сакам да гледам тие детали, тоа што сум го научил моментално со мојот тренер, сакам да видам одредени тренери, пример нивната филозофија на работа и тие филозофијата на играчите, прегледност и креација, нормално. Ама многу често сакам да ги слушам и тие тајм-аути. Добро, се вратиме на тебе, Маце, колку мислиш дека тоа ми е некако многу битно да го излечеме на нова снимање, значи играчот што беше, дури беше во Македонија, и играчот што си сега, да кажеме, после 4 години 3 години во Шпанија. Значи колку се разликува тој Диме со овој сега, да кажеме, после 3 години? Па зависи кога беше подебел, послаб. Зборам како комплетен производ, комплетен производ се разликува многу. Нели, пошто размислување тогаш и размислување сега не е исто. Нели, како стануваш повозрасен, размислуваш многу повеќе и многу понапред, нели, шо понатака и како понатака. И мислам дека беше најдобар чекор да заминам во Шпанија. Нели, прво да видиш како е надвор, да си сам. Научив доста и посебно сакам да кажам дека таму, значи, секој беше некој проект, последниве 2 години, секој играч имаше како свое кумство на екипите. На академиите, на младите. На академиите, точно, и нели беше како да отиде да ги поттикне децата да работат. Ама јас сум таков што секој тренинг бев, пошто сакам да работам и се гледам, нели, од кога ќе завршам со ракомет, не се гледам јас како некој научник, се гледам како тренер за ракомет. И би сакал стварно искрено кога ќе завршам, здравје Боже, со кариерата да се пробам во таа насока. Пошто тој Диме, нели, размислувал дека се може во животот, ама после си даваш, нели, свои цели, со, нели, амбициозен си, ама си даваш некои свои цели што сакаш да ги завршиш. И моментално цел ми е, нели, ако може да останам во Шпанија. Значи моментално тебе ти е договорот за завршен таму, моментално си во преговори, во потрага по нов клуб, значи имаше неколку прашања што стигнаа на Инстаграм за тебе, значи едното од прашањата беше дали можеби ќе те видиме во Вардар наредна година. Видете вака, имаше разговори со Вардар и имав голема желба да се вратам. Не можам да лажам. Значи таков играч сум што сака, нели, да се бори за трофеи. Вардар е една од тие екипи што секогаш се борел и цело највисоко. Но не успеавме да се договориме. Тоа е дефинитивно. Или има уште отворена шанса некоја, да кажеме? Па добро, сега не можам да кажам дека е затворено, никогаш не сум затворил врата со никого. Добро, да, дор не е она подпишано конечно со некој, се е отворено. Се уште се преговараме со одредени екипи и никогаш не сум рекол не. Никогаш не сум бил јас тој што рекол не, посебно и се вратил. Нели, гледам дека нивото на Суперлигата веќе се крива е доста големо. Имаше случајно една статија, сега, не знам дали е како официјален ранкинг или истражување, кој што ги рангираше лигите, ракометните лиги во Европа, и не знам како нашата лига, Суперлигата, некако ја става многу блиску до шпанската лига, како оверол, да кажеме, рангирање. Па, некои 3-4 поени, значи
Беше Бундеслига, па беше Франција, па не знам која, па Шпанија беше четврта, нашата петта, нешто тој стил. Не знам кога си запознат со такво нешто, нема врска, значи ти блиц само, значи ми излезе чисто како информација дека има доста, да кажеме, наши што одат во Шпанија, значи и некако како полесно е да отидат да заминат да играат во Шпанија, да кажеме, во однос на тоа, во однос на Бундеслига, збориме прва лига Германија или прва лига Франција. Значи многу полесно луѓето се минуваат да играат прва лига Шпанија. Па добро, не е дека е полесно. Значи мора да знаеме дека секаде зафаќаме место на странец, што е од една страна многу тешко за секој македонец за да излези на страна. Мора да знаеме дека тој во екипа да зафаќа место на странец. И е многу потешко да се излези. Нели, пошто не сме во Европска унија а секоја лига има своји ограничувања за број на странци. За број на странци. Али еве пример е, нели, Дарко Димитриевски што толку време е во Шпанија. Значи вие играте колку 2 години, 3 години? Игравме 2 години заедно и малтене цел живот е во Шпанија. И со него разговаравме многу и за лигата и за се. Можеби нивото и потпишувањата на сега подобри играчи во одредени македонски клубови да го дале тој ранкинг. Ама мислам дека моментално кај нас има 4 до 5 екипи добри, а во Шпанија пошто има 16 екипи се на високо ниво и дека лигата е многу потешка за играње. Не, апсолутно да. Значи многу поверно ми е тоа. Не мислам дека сме нешто приближно со шпанската лига ни од далеко. Како беше, кажи ми, збор два за Даре, значи за Дарко. Дарко и Мартин мислам дека кога дојде? Мартин дојде оваа година. Јас со Дарко се сретнав многу кратко во Металург, кај што ние нели само трениравме со првата екипа и не се знаевме многу, ама кога потпишав, тренерот ме вика че имаш уште еден македонец. И нели во моментот не ти текнува кој, како, што и Дарко. И баш се слушнавме одма и многу брзо кликнавме. Нешто тој момент кај што си одговарате еден со друг и за муабет и за се и бевме 2 години цимери на сите гостувања. Поздрав до него, голем. И после 2 години замина во Аликанте. Тоа беше голем проект во втора лига, која се пласираше директно сега во Асобал и од наредна сезона е во Асобал лигата. А од страна на Мартин дојде исто, пошто имаше работено со Давид Писонеро и го пратеше доста, ме праша за него, дали мислиш дека ќе се снајди се и нормално дека секогаш би рекол да за секој македонски играч. И нормално, за некој што знам дека е работник, ставаш рака во оган дека ќе дојде и ќе се бори за нештото, пошто ти играчи ги знаеш, си играл со нив, го знаеш каков карактер е. И мислам дека брзо се вклопи и значи он има уште договор таму и мислам дека тек допрва ќе игра уште многу подобро. Дима, значи посакувам да има повеќе луѓе кај нас што ќе му пристапат на спортот како што му имаш ти пристапено. Значи што ќе осакаат спортот како што ти ќе осакаш и мислам дека резултатите какви да се после тоа никој ќе нема замерка доколку се види дека луѓето така пристапуваат кон спорт. Значи се надевам дека ќе имаме прилика да гледаме и на светски, на европски првенства, имаш уште доста време за тоа. Имаш доста, да кажеме, вака оформени, зрели размислувања и кои што понатаму ќе ти послужат и во тренерски води и тука сме, значи фала ти за денеска. Фала ти и тебе за прв мој подкаст. Да, ова е ексклузива тешка, ексклузива, баш. Али ми беше чест. Немаше никаква трема, ништо страшно.
И мило ми е што некој прати и гледа нели сите играчи што се и во Македонија и надвор од Македонија. И се надевам дека, како што кажа, ќе се кренето на многу повисоко ниво. И се гледаме пак. Ти само продолжи да си огазиш патот, значи има секогаш некој што гледа и што прати. Фала ти за денеска.